Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на нашата емисија Вашиот пратеник. Денеска со нас во студиото уште една дама со која одблиску се запознаваме и разговараме за љубовта кон правото, активноста во политиката и како е да се балансира измеѓу мајчинските и семејните обврски и функцијата пратеник во Македонското собрание. Денеска со нас е пратеничката Бисера Златевска. Добре дојдовте во Собраниското студио. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата. Јас сум мене ми представува особена чест и задоволство што присуствувам тука и би искористила оваа прилика да ги поздравам сите граѓани на нашата Македонија, моите сограѓани во Македонски Брод, исто така моето семејство, моите родители и мојата сестра. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас вас што ја испочитувавте нашата покана да гостувате во емисијата. Ќе почнеме од почеток. Вие сте дипломиран правник по професија. Некако на правниците им е природно да ги читаат законите, да ги толкуваат законите. Дали кога се запишавте на правните студии, мислевте дека еден ден ќе се најдете тука во собраниските клупи? Ви интересираше ли политиката кога бевте средношколец? Да, јас имам завршено правен факултет, на правниот факултет во Кичево, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Како помала, наискрено ме интересира повеќе ме влече јазиците и имав желба да бидам професор по македонски или по англиски јазик, меѓутоа судбината си го круја своето на свој личен начин, така да завршив на правниот факултет со највисоки оценки. И во меѓувреме исто така и се омажив, па го допродолжив факултетот да го завршам. Да ја поврзам политиката тогаш, кога би се вратила на тие денови, никогаш не ми помислила дека би се нашла во собраниските клупи денес тука. Меѓутоа дека би била нешто дека би работела нешто поврзано со правото, да. Најпрво, уште во средношколските денови, се сеќавам дека со моите соученици жестоко некој знаевме да дебатираме, бранејќи ги своите политики на оние партии за кои што нашите родители се определиле, мислејќи дека и ние нели припаѓаме на истите тие, ако немаме право на глас. И знам дека секогаш доаѓавме до тој да се скараме неколку дена и да не разговараме меѓу себе како соученици, па потоа пак се смирувавме, па пак се објаснувавме. Меѓутоа никогаш не сум мислела дека во тој процес јас ќе би влегла активно еден ден. Така, од вашата биографија гледаме дека сте и сама спомнавте родени во Македонски Брод. Таму основавте и семејство, таму живеете и ден денес, пратеник сте од таа изборна единица и од таа општина. Македонски Брод некако важи за една мала, компактна општина, каде верувам дека сите се знаете меѓу себе. Колку ви е важно вашите сограѓани кога ќе ве сретнат по улица и ќе ви дадат поддршка или можеби некогаш критика за тоа што го правите тука? Да, јас доаѓам од Македонски Брод, таа е една од помалите општини во нашата држава и точно дека сите се знаеме таму и се знаеме за меѓу себе и сите меѓусебно си разговараме. Како и пофалбите, така и критиките мене ми се еднакво важни, затоа што и пофалбата и критиката е важна за тоа ние како се оформуваме како личности, нели како пратеници во собранието и она што треба тука да го пренесеме од нашиот роден крај, нашата општина. Што најмногу влијаеше на вас да се изградите во личност, да бидете она што сте денес? Секако тука најмногу влијае семејството, но и местото на живење, традицијата, културата која што негуваме? Најпрво, секогаш ние сите личности што се градиме како возрасен човек од мали нозе, знаете дека родителите имаат најголемо влијание тука. Моите родители се едни навистина многу честни луѓе и таа честност и таа скромност ми ја пренеле мене. Исто така, мојата мајка секогаш ме учеше дека треба сите да ги сакаме, да имаме љубов кон сите, а мојот татко пак од друга страна ме учеше на патриотизмото, на силно чувство на патриотизам. Тој и ден денеска знае кога има некоја таква патриотска песна и да се поплаче малку. И тоа гледам јас да го исполнувам, значи максимално од себе да дадам се за да ги зачувам тие вредности, истите да им ги пренесам и на моите деца.
Она љубов која што ми ја внесла мојата мајка, мислам дека треба да ја имаме кон сите луѓе, не само нели кон ближните, затоа што ако ги имаме кон ближните, не сме ништо поразлично, нели од сите своите си ги сакаме. Треба да ги сакаме сите, што и столб на прославието, верата од која што ние доаѓаме, и сметам дека истото треба јас да им го пренесам на моите деца, затоа што ако имаат тие љубов, имаат се, и со таа љубов можат се да постигнат во животот и да бидат навистина на добар пат изведени. Така е. Освен што сте правник по професија и пратеник во овој пратенички мандат, вие сте сопруга и мајка на 3 дечиња. Тешко ли е да се постигне баланс помеѓу ангажманите во собранието, нели седниците на работните тела, скоро секој ден мора да присуствувате тука, а дома се 3 деца. Тешко ли е да се најде баланс? Па, искрено, на почетокот ми беше многу потешко и кога се вклучи во политиката онака активно, најпрво како председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ во Македонски Брод, потоа бев носител на листата на советници за општина Македонски Брод, пошто влегов станав и советник на општина Македонски Брод. Тука почна више да поминувам повеќе време нели надвор од дома и да се разделувам со моите деца. Интересно е да напоменам дека кога беше таа кампања на тие избори, кога бев носител на советничката листа, се породив и имав мало бебе. Потоа наредната кампања кога беше градоначалничките избори, кога беа повторно бев бремена. И сите кампањи така се ми се совпадна, сите со мали деца и сака да си ги носев. Едноставно ги запознав со цело поречие со Македонски Брод уште од мали. Сега јас се обидувам колку што можам да поминувам повеќе време со нив. На тој начин да балансира, затоа што искрено јас сум многу поврзана со моите деца и мене лично ми е тешко кога на поголем период ги оставам сами без мене. Мисля, че може и потешко ми е мене отколку нив. Меѓутоа балансираме, во тоа многу ми помага мојот сопруг, ми помага исто мојата мајка, мојот татко исто така. Се менуваат тие, потоа јас кога можам ги носам тука, па тие се шетаат, јас сум нели во собрание. И гледам на тој начин колку што можам повеќе време да поминам и со нив, меѓутоа и да ја завршам нормално работата за која што сум избрана и што сум тука. Колку вашето претходно работно искуство како правник ви помага денеска во работата во законодавниот дом? Пред да станам пратеник, јас работев во Дом на култура Македонски Брод, работно место кое што баш нема врска со правниот факултет, меѓутоа таму дојдов до личен контакт со граѓаните најпрво и со она што изворно тие проблеми и тие работи кои што тие имаат да ми ги пренесат. Исто тоа беше кога станав председател на ВМРО-ДПМНЕ во Македонски Брод и советник исто така, се запознав изворно и со работата на советот, она нели што и денес го имаме во собранието, комисиите, дневен ред, точки, барања, сите тие работи, меѓутоа изградив личен однос со граѓаните и со нивните идеи, барања, мислења, значи сето она што тие имаат да ни го пренесат нам и како советник, денес како пратеник и како председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Македонски Брод. Исто така и претходно кога бев председател на Унијата на млади сили, стапува во контакт со што повеќе луѓе и кога станав советник, сејот мој паушал, уште од првиот паушал кој што го примивме до крајот на мојот мандат како советник пред да влезам тука како пратеник, јас го донирав на граѓаните во Македонски Брод 70-80% од паушал, некогаш и 100% зависно од барањата на граѓаните. Тие сами ме контактираа наму каде што имаше потреба, јас секогаш за тоа што им требаше им излегува во пресрет и тие пари им ги донирав нив, дали било за храна, прехранбени продукти, пари лично, значи што и да е. И со тоа, мислам дека најмногу тоа ми помогна за изворно да ги добијам оние работи кои што тие имаат да ги пренесат на нас пратениците, за ние да ги пренесеме тука и да ги преточиме во некое законско решение или во некоја законска измена. Членувате во собраниските комисии за транспорт и врски, како и за труд, социјална политика, демографија и млади. Зашто најмногу се залагате и зашто најчесто дебатирате како член на овие работни тела? Да, јас членувам во тие две собраниски комисии.
Знаете дека секој пратеник може да учествува во било која комисија, не само во она која што е член, така дека што смета дека може да предонесе со некоја измена, со некој законско решение, со некоја дебата и слично. Во тие две комисии секаде на други места, јас на други комисии каде што сум дебатирала, каде што сум се вклучила, се залагам најмногу за младите, за децата, за лицата со попречено, за безбедноста во државава, за инфраструктурата, за подобар локален развој, исто така и за помалите општини, како што и мојата општина од која што доаѓам, Македонски Брод. Така. Во нашиот претходен разговор спомнавте дека честопати како пратеник и претходно како советник во општината сте донирале за граѓаните. Петоците се некако загарантирани за средби на пратениците со граѓаните од нивните општини. Верувам дека не само во петок, туку како млад човек и како фамилиарен човек честопати сте меѓу своите сограѓани и разговарате генерално за локалните проблеми. Какви проблеми споделуваат жителите на Македонски Брод со вас? Да, петоците не се загарантирани за средби со граѓаните, а не официјални средби во нашите канцеларии. Јас имам канцеларија во Македонски Брод, во која што најчесто во петок сум присутна. Меѓутоа, кога сум слободна од собраниски обврски, исто така сум слободна и други денови. Меѓутоа, за граѓаните и за секој нешто се обидел да ме искомуницира, сум слободна 24/7, значи 24 часа во неделата. Најчесто проблеми кои што граѓаните мене ми ги преточуваат се оние со вработување, со инфраструктура, со локални проблеми. Некогаш сакате само разговор за да си ја кажат некоја своја лична мака или некоја мака што ја имаат тие во тој момент. Сакаат само разговор, некоја сака да некоја поука, некоја идеја да ми дадат, некое ново законско решение кој што тие сметат дека би било добро доколку се внесе во собранието и такви слични работи. Така, до крајот на вашиот мандат во овој пратенички состав до 2028 година трае мандатот, нели, на овој парламентарен состав, остануваат нешто помалку од 2 години, кога би сакале да издвоите еден ваш предлог или некое законско решение по кое би сакале да ве паметат гласачите, што би било тоа? Да бидам запаметена од гласачите и од граѓаните, сметам дека треба најпрво да бидеме сите запаметени по трудот кој што сме го вложиле во нештото да биде успешно. Сега нема совршено на светов ништо, буквално, меѓутоа има совршен труд кој што ние сме го вложиле за нештото да стане совршено. И сметам дека сите оние законски решенија кои што сме ги донели, за кои што јас сум стиснала за, нели, во седниците во собранието, дека се правилни решенија по кои што би сакала да бидам запаметена. Меѓутоа, и друго важно нешто по кое што би сакала да бидам запаметена е тоа дека мојот даден збор кон граѓаните секогаш сум го вреднувала најмногу и дека никогаш се сум правела, никогаш што истиот да не го прекршам. И сметам дека успехот на еден пратеник е во тоа да има слух за граѓаните и граѓаните сами да го кажат тоа, а не пратеникот да се пофали, и дека значи пратеникот ги слушнал, имал слух за граѓаните, дека работел во нивниот интерес и дека бил достапен за нив и дека навистина се застапувал за нив и за она што тие го дале неговиот глас за тој да биде тука во собраниските клупи. Ви благодарам за нашиот разговор и што пред нашите гледачи имавте можност да се представите во едно малку поинакво светло надвор од собраниската говорница. Ви благодарам и вам.